Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. За добивање златна виза во Дубај потребна е минимум инвестиција од $500,000. Недвижност или бизнис. Од тука јавноста има право да добие јасен одговор дали Венко Филипче ја добил визата поради инвестиција од најмалку €500,000 поради недвижност или бизнис. Венко Филипче досега не одговори дали има или нема стан во Дубај и дали токму тоа е основата за добивање на златна виза. Наместо молка, потребни се факти и документи. Сведоштвото на Тома Аврамски, поранешен соработник на Заев, кој изјави дека ја видел 42 катницата, изградена од Заев, посочи дека ги видел становите на Заев и Филипче во Дубај. На овие сведоштва, Филипче повторно не даде конкретен одговор. Дополнително, Филипче потврди дека Заев гради 42 катница во Дубај, но тврди дека тој не му бил партнер во градбата. Токму затоа се наметнува прашањето како Филипче дошол до златна виза за Дубај. Во таа насока го повикуваме Филипче да ги покаже документите за работа, врз основа на кои ја добил златната виза за Дубај. Доколку навистина бил ангажиран во Дубај, договарал работа во некоја болница или кој било друг професионален ангажман, нема да му биде проблем тоа да го потврди и со документи. Но Филипче не покажува документи, иако вети, затоа што ги нема. Филипче продолжува постапките на менторот на Заев, како на приватен, така и на партиски план. Одговорност мора да има. Ви благодарам. Доколку имаме прашања, повелете. Надвор од темата, пред малку социјалдемократите има пресконференција на која што велат милионски криминал, Македонски пошти дале тендер 1,2 милиони евра на фирма која што немала ниту вработени, била скоро регистрирана, станува збор за фирма која што била блиска до власта и до коалицијскиот партнер знам. Како го коментирате ова на пресконференција? Јас ќе ве замолам сите прашања што се поврзани со тендерот да ги упатите кон надлежната институција. Добро, и уште едно прашање имам. Последниве денови актуелни се социјалдемократите и прекукувањето со Јован Деспотовски. Тие тврдат дека тој соработувал со вас за целта била да се минира нивната партија. Како го коментирате? Тоа се внатри-партиски проблеми на СДС, впрочем не би сакале да ги коментираме тие препукувања помеѓу Деспотовски и СДС. Знаете, СДС е партија која што има навистина големи проблеми, така да треба да си ги реши самата. Благодарам. Стигна неколку прашања до Центарот за комуникација на ВМРО-ДПМНЕ. Прво, опозицијата во албанскиот блок и ДУИ и Алијансата на села е усогласена во барањето за измени со кои влада би се избирала по Бадентер, а Уставниот суд со Бадентерово мнозинство да може да одлучува за законите кои се донесени во собранието со двојно гласање. Кој е ставот на ВМРО-ДПМНЕ по ова прашање? Благодарам. ДУИ е нереформирана партија која што 20 на години беше во власт. Во недостиг на мотивација пред собственото членство, во фатени во криминал во членови на Демократската унија за интеграција и нула решенија за албанците кои што се иселуваа поради лошите политики на ДУИ, сега ти излегуваат со некакви нереални барања. Да беа власт ДУИ немаше да им текне на ова, тоа е доказ дека ДУИ мисли само на власта и како да дојде до неа, не мисли на народот и на граѓаните. Така, и второто прашање, СДС денес излезе со соопштение каде што насловот вели Мицкоски има виза за Британија и гради зграда од 45 ката во Белизе. Може ли ваш коментар околу ова? Благодарам на прашањето. Да, го видовме тоа соопштение, прво демантираме било какви измислици и лажни вести од страна на СДС, но би сакал во истото тоа соопштение да цитирам еден пасус, кој што е навистина многу важен и апропо денешната пресконференција, каде што вели, цитирам: Доктор Венко Филипче работи како доктор и не се занимава со градење било какви згради, а особено не со зграда од 42 ката во Дубај со Зоран Заев, кој веќе 5 години е во политичка пензија. Да повториме за оние кои што се уште не ја добиле таа информација, ако воопшто има такви. Со оваа констатација СДС дополнително потврдува оно што ние го говориме, дека Зоран Заев гради 42 катница во Дубај. Нашето прашање е,
од каде му се тие пари на Зоран Заев за да гради 42 катница во Дубај и дополнително, доколку Венко Филипче не гради заедно со Зоран Заев 42 катница во Дубај, го повикуваме да ги покаже оние документи за кои што тој сами одговореше дека ги има за некаква работна виза во Дубај, да ги покаже. Доколку не, од каде му си на него парите за да инвестира, бидејќи знаете, за да инвестирате, за да добиете златна виза во Дубај, вие треба да имате инвестиција, бизнис или недвижност во вредност минимум од 500.000 евра. А со плата од докторски, со плата на пратеник, сметам дека не би можеле да се купат толку скапи недвижности во Дубај. Благодарам.